Потребно е итна реформа на студиските програми според потребите на пазарот на труд и потребите на нашите компании, доколку младите сакаат вработување веднаш со самото завршување на факултетот. Бизнисот нема време да обучува кадар, а младите пак немаат време да работат без пари. Токму затоа на Економскиот факултет во Прилеп се одржа форум на кој што се изнесе истражувањето и мислењата на над 100 компании за тоа кои знаења и вештини треба да ги поседуваат студентите од Економскиот факултет. Клучните компетенции се практичната работа, соработката на реални проекти, реализација на студентски пракси и еден по-холистички пристап на целосната работа на студентите кон заедно со бизнис заедницата, спроведување на реални истражувања. Соработка мора да има, бидејќи излегуваат моментално студенти кои не се спремни веднаш да почнат со работа, им недостасуваат вештини. Овде веќе не зборуваме само за вештини од типот на тимска работа, значи многу поголем сет на вештини и компетенции кои треба да ги исполнуваат за да може да се вработат. Значи, знаењето да е предуслов за вработување, но студентите мора да имаат нешто повеќе. Според ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, овој форум за интензивирање на соработката со бизнис заедницата, студентите и факултетите е пионерски чекор кој конечно ќе стави крај на децениското незадоволство на бизнисот од практичните вештини на студентите и ќе представува конкретен чекор кон менување на студиските програми. Седнале на маса и гледаат предмет по предмет, студиска програма по студиска програма, што им недостасува, го модификуваат со цел при наредната акредитација да го вклучат. Сметам дека само на тој начин можеме да го зголемиме квалитетот на високообразовната понуда на факултетот, односно да креираме студиски програми во согласност со реалните барања и очекувања на пазарот на труд. Годинава бизнис секторот одобрил и 30 стипендии за бруцоши за упис во прва година на Економскиот факултет во Прилеп. За Сител Дарко Штарговски.